Агенцијата за млади и спорт ИЦ Витана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Ова е емисија посветена на македонските спортски легенди. Ја снимам со едно посебно задоволство, затоа што ќе разговарам со еден феномен во македонскиот спорт, човек со кој што сум другарувал уште од оние детски па младешки години, а потоа и во професионалниот живот. Некои веднаш ќе сватат за која лично станува збор, но да не ве држам вака подолго во неизвестност, веднаш ќе кажам, станува збор во оваа емисија за најсестраниот македонски спортист Сашо Панов. Сашо Панов е човек кој остави големи траги во македонскиот спорт. Тој беше шампион во 3 поединечни спорта: пинг-понг, тенис и скијање. Меѓутоа, за него е интересно да се каже дека уште како дете, тогаш во тие детски години многу не внимававме, настрада во една незгода и остана без дел од десната рака, но тоа не му пречеше, покажа дека е упорен и покажа дека човек штом сака некоја работа, без оглед еве на тој инвалидитет што го имаше, постигна врвни спортски резултати. Сашо Панов е нашата легенда, па полека ќе го почнеме разговорот со него. Да бидам искрен, и јас не знам од каде да почнам, зашто толку работи ги има, толку работи знам за него и мислите ми навираат и во секој момент се нешто се менува. Па ајде место јас да почне Сашо. Како почна да спортуваш во тие години? Мислам дека твоето семејство имаше голем удел, големо влијание да станеш врвен спортист. Татко ти го познавам, постојано се грижеше за тебе и за брат ти, постојано ве носеше заедно со мајка ти во природа, шетавте, па со кајаци, па на тениските терени, па на попова шапка на секаде. Но да не должам, еве, ти го препуштам микрофонот, па почни да ја раскажуваш својата спортска биографија. Значи секој почине од детството, нормално, како дете. Али нашето детство беше, што се вика, слободно едно после ослободувањето, дека е тоа одма нагло. На 3 години ние сме трчале по пољани, сме помагале луѓе во работија и обновуваја државата, не возеа, така да стално некои слободни движења, ритмови. И како деца игравме парталави топки, игравме челици, игравме камења, плочки, прва, и тука починеш да го развиеш уште како дете тој осет рефлекс. И полека кога настрадав со руката... Тоа беше на 6 години. На 6 години, да. И тога татко ми изгледа, вика да не се депресирам нешто ваму, таму, почна вака полека да ми каже дека можам уште понатака, чак ме научи да веслам, разбираш, па сличуги имаше тој ковачите правева сличуги, почнавме со сличуги на калето, дека јас сум под калето еврејско мало, и тука, така да нон-стоп имаше пољани, игравме по 3-4 утакмици дневно, џамли, челици, зимно време сличување, санкање, така да се разви тој. Ја по калето сум се спуштал, па идевме на водно на јајце го викаат овој, разбираш, тој само со една штека ме носеше татко ми. И после тоа од јајце со учениците полека на 8 годишна возраст отидовме на Попова шапка. И таму почнав првото скијање и ми направи така една као на штеката да се врзуе со каиш, така да ипак да личам као со 2 штеки. И така почнав. И на Попова шапка брзо ги прифатив, тој беше шампион и Рефик Јаја горе. И одма го копирав тие стилови, така имав некој осет. И за чудо се чудеа сите како ја толку мал почнав да ги имитирам, имав еден стил, викаат прекрасен. И така почнав да напредувам, прво у пионери, шампион, па после нели у јуниори, па у сениори, така натаму. Господина Рефик Јаке, извини Сашо, меѓутоа мора да кажеме за него, беше извореден скијач, голем техничар, посебно му лежеше слаломот.
се уфрлив за да кажам дека практично имаше што да се научи. Да. Доволно да се Токму гледа, тоа. да се имитира, да се уфрли нешто свое и да се стане Але он шампион. Мислам далеко е дека ти во најдобар тоа успеа. Наш скијач што бил и на Југословенција и словенците многу го поштуева, беше шампион стварно и као човек многу Па и добар. 54-та беше избран во првиот избор Да. за спортист на Македонија, а истата година учествуваше Да. и на Балкаријадата Да. во Романија. Да, и после автоматски се школуваше овде у школа за електро ваму таму и го го заработи уствари преку спортот на Попова шапка да ги води жичарите, Да, електриката. беше директор на И после таму жичарницата. си работевме со деца, после едно време кога се напушти тенис, активно, као тренер и лисец имавме екипа и така. Али Добро, ќе се вратиме на тоа сега за летно скијачките време, денови. летно време почиње тенисот. И ти на тенис, од И на шапка на тенис. тенис. Бам, ми дада топка таму, јас борам помалку, 10 години. Имаше еден зид таму. И удирај од зидот, удирај, по неколку сата, удирај. Гледате вие како ја држам ракетот, топката. И после пионерско првенство ваму, таму ја првак. И после тоа љубовта кон тенисот многу голема. Така да, ама сервисот беше проблем. И полека имало некои аустријаници исто така, ми кажава, Како да ја потврдиш топката? ќе ја потврдиш топката со ракетот и ќе сачекаш и ќе сервираш. Сега тоа не е нормално како, али ипак подобар и тоа беше атракција и низ цела Југославија, така сите ме поштуева, идевме на многу после турнири, на превари. Даде вовет дека си се занимавал со два спорта. Е сега да го спомниме и третиот, дека третиот ти беше во малото. Имавте и пинг-понгарска екипа еврејско мало. Мисля, че едно време бевте и екипни вице шампиони на Работнички Македонија. беше, па ние. Работнички Го тепавме вие и Љуботен. Прилеп имаше добра Да, ма екипа ги и тепавме Љуботен. нив. Да. И Љуботен и Прилеп ги тепавме, тоа беше сензација баш у Соколана се одржаваше тоа. Али ние у еврејско мало имавме еден дом младински, кај што децата или имаше театар праева нешто ова, имаше и пинг-понгарска маса. И тука нон-стоп се играше пинг-понг. И така да многу деца тука научија да спортат пинг-понг. И така да ја кога отидов на тоа у Струга беше јуниорско првенство, сениор беше Миладиновиќ првак. Ја играв финале со Калајджиевски од Струга. Пред тоа у полуфинале Копров го тепа со музиката нашиот Копров. У полуфинале игравме. Така да тука станав, после отидов на студии и станав студентски првак на Београд. Ти отиде во Белград да им кажеме на гледачите да студираш да студирам на Ликовна академија ме да. примија. И тоа беше едно интересно патешествие, поише на мајка ми него мој. Ја идев по турнири, а што ги пративме работите за академија, пратиле писмо дека према работите го викаме Сашо на полагање, дека од 500 души, 10 души избира 15, разбираш, едни на вајање, едни на сликање, абе на сликање. И ја у Љубљана играм турнирот, кога доаѓа на сред терен мајка ми. Вика, тата ќе да ме убие, моја мајка ми Панчев, ќе да ме убие тата ако не идеш у Београд да положиш, разбираш. И брзо назад у Панчево таму. Недела дена траева тие испити. И ја пак од таму торбата во Опатија другиот турнир, спротивуваше таа Ривиерата, идеше после Сплит и на крај Дубровник таму и завршуваше сезоната. Кога едно време, примлен си. На академија, и ти во Белград. А после дека татко ми е другар со Мартиновски, со овие кажи Коџоман, со Диме Тодоровски, има они ателија тука и ќе ме пратеше кај нив и они ќе ми поставија и ми коригира, ме учеа, знаеш, разни работи. Добро, имаше значи од кого да наоѓам, да, тие другари и татко ми исто ликовен педагог. Да. Он стално ми носеше, било кога идевме на логорување негде маму таму, ќе ми донесе, уши кod децата, блокот,
па ваму таму и Се така. сеќавам со татко ти, ако се сеќаваш, ти ја режираше, направивме една убава емисија за првиот фудбалски терен и првиот фудбалски надпревар одигра во Скопје, кај Езерцето, Кај таму Езерцето, бил да. теренот и баш ни објаснуваше, овде беше игралиштето, Лиштето, тука да. се играше. Имаш и авионска снимка и го имаат првиот лоптачки клуб Вардар. Разбираш, кој е формиран 1927 година. Да, имаме И и после преваѓал, документ. не знам, у граѓански набрал и направивме таа емисија. Греота е Вардар да ги изгуби тие 20 години. Од 27, а се води девек Вардар Да, по фузијата не. настанува во 47, Да. а видов и на таа слика и Да. печатот Да, на све неа бе, стои и дека оригиналите фудбалски клуб Вардар, лоптачки. лоптачки клуб Вардар, 1927. 7 година. Добро, Сашо, ова вака беше една дигресија да се подсетиме и на татко ти, бидејќи тој пак убаво ги знаеше Тој педагог тие беше многу развојните Многу он моменти на спортот. во преку Скопје, педагогијата ги носеше ваму таму и многу деца отидоа у спорт. Да. Планинарење, кајакарството, он беше доста у кајакатор ангажиран. Уште моделарство кога беше у Карпуш, правевме тие дрелици и ова она, па после кајак и така се разви кајакарството доста во Македонија и на диви води и на охридна и на мирни води. Е, сега да ни кажеш, да одиме по ред. Значи, излегува дека прво надпреварувачки си бил вклучен во скијањето. Ако е така, ајде сега за првите настапи и првите победи во скијачкиот спорт. Па, кој ќе речем, пионери, тоа иде нормално, нели, ќе може еден, али веќе се одвојат една група на 3-4 пионери, као што беше Оđaklиевски, ја, Ристевски беше еден тогаш, и полека предовме у јуниори, после по нас дојдоа пионерите Тошо Маја, па Љупчо Спирко, и така едни Димовски Новица, исто и тој убаво беше Драшко, ваму, али све тоа... Да, една генерација созрева, да. доаѓа друга, Да. ја следи И- и така имаме интересни Да, првенство. и Бранко Иловски Чајка, кога ме виде уште као дете, вика на со татко ми да го земеме у Љуботен, разбираш? И книжка све ме зацлене у Љуботен. И ја почнам у Љуботен и почнам да им взимам доста први места по јуниорска конкуренција, разбираш, први места доста. И после влагам со јаја више у сениорска и правиме доста успеси низ Македонија, каде не сме идели. А после, кога почнавме да идеме као репрезентација, после ја влегов во репрезентација, тоа е многу битно, порано имаше такмичења меѓу републики, меѓу градови, државни првенства, и се Па го знаеш, купови, па па меморијални купови, трки. да, така. меморијални, да. Така да таа цела зима активности и направивме доста успеси. И така многу се дружевме со се словенците. Ние беме после словенците едно време. После не предоа хрватите, па босанците, така натака. Али после словенците една од најдобрите награди у Брезовица државно првенство. И ја освојувам 11 место у Белеславо, а за кој е најдобар од сите републики Ти, добија бидејќи словенците... Словенците не се важат, да. Од сите републики добија награда Елан Ски убави, најнов модел, и една убава скулптурата е у музеот е еден као пекар, нешто така изгравирано беше, да. И така. И тоа, после тоа овде, нели, бев 10 години скоро. Поише прв и втор јаја дека тука и на крај јаја се откажа, останав ја уште година-две. И Тошо Маја после мене у Маврово беше државното првенство, републичко тоа се викаш. И не ме победи никој, ја ги победи, тој ме првак, и после тоа се откажа од скијање.
еден многу интересен спортски лик воопшто во историјата на македонскиот спорт, кога се зборува за Сашо Панов. Тоа не е едностран талент, тоа не е човек кој што во еден спорт оставил трага, тоа е човек кој што остави во повеќе спортови вистински траги во тоа време кога почнуваше малце поорганизирано да се размислува за спортот во Македонија. Инаку, моето прво видување и сретнување со Сашо Панов е на мои 12 години на Попова шапка 1962 година. Јас бев пионерче, а Сашо Панов веќе беше младинец, сериозен надпреварувач, кој што го очекувавме секој ден попладне, се качуваше на така нареченото место денеска Г ски лифт и од таа страна се пушташе према планинарскиот дом, а ние сите седевме на прозори и го гледавме како тој ќе слези, ќе се сипне и како ќе ја помини последната препрека, тоа беше рекичката под домот со една талпа која што беше не пошироко од 50 на сантими, тука ќе помини и неа и во контрападината тука ќе застане и ние сите го чекаме, сите му аплаудираме. Правеше бравурози за тоа време. Беше изузетно талентиран смучар. Јас само како смучар мислев дека е талентиран. Меѓутоа, после разбрав тамо на Попова шапка, таа 62 година на еден тренинг на македонската репрезентација пионерска, на кого што јас присуствував по прв пат организирано, затоа што тоа беа моите први почетоци 62 година. Сашо Панов навечер го гледав, играше пинг-понг. Во салата на хотелот, на пленарскиот дом тогаш, имаше една посебна мала салишка, каде што ја викавме спортска сала мала, имаше табла за пинг-понг и таму Сашо секоја вечер се играше со разни конкуренти, со луѓе кои што знаат да играат пинг-понг. Во тоа време се сеќа многу убаво, голем дел од гостите беа од Белград, од Нови Сад. Меѓу нив имаше и познати спортисти од високата школа за физичка култура ДИФ од Белград и така. Меѓутоа, Сашо беше тој кој што во пинг-понг беше таков бравурозен мајстор да јас после сватив дека Сашо е подобар пинг-понгар од скијаш. Им даваше, се сеќа многу добро, дека ќе им даде предност по 15 поена и до 21 ќе ги победи. И никој не се смееше да се клади со него дека тоа нема да се случи. Дури даваше и по 18 напред до 21 ги совладуваше. Тоа беше така за мене во тој период, дете од 12 години, нешто невидено. Човек со еден таков хендикеп, а толку бравурозен во сите тие динамични игри кои што и потези кои што ги превземаше, тоа беше за мене стварно После тоа дознав дека Сашо Панов како пионер бил и во тенис бил втор во Европа на некој тениски турнир за пионери, што одма ми стана јасно со кого имаме муабет. Иначе тоа се однесува до скијањето на Сашо Панов. Он беше толку напреден и толку далекосежно ги гледаше работите и видови, би можел да кажам. Секогаш сите најнови работи што се случуваа во скијањето, техники, начини на скијање, начини на приоѓање кон капи, он од прв ги приметуваше и ги знаеше и така многу често со мене, јас тогаш не бев конкурент, ја бев пионерче, меѓутоа бев многу агресивен во скијањето и Сашо за тоа многу ме сакаше. Он ме тераше да ги напаѓам капиите, директно во нив да одам, никогаш да не ги заобиколувам, никогаш да не правам лепеза со задниот дел од скиите. Како сега се сеќавам дека он секогаш велеше директно на штаб да идеш, немој да заобиколуваш. Нормално тие совети за мене потоа во доцнежниот период многу ми вредеа, затоа што јас секогаш бев агресивен скијач до крај. Се сеќавам на еден момент
во таа наша заедничка кариера, затоа што јас од 67 година веќе дојдов во Скопје, од Крушево во Скопје, се запишав тука на факултет и веднаш се зачленени во истиот клуб кај што беше Сашо Панов, тоа е Младо Скопје. Во тој клуб Младо Скопје ние со Сашо поминавме долги години, заедно и се надпреварувавме и секогаш бевме заедно и на тренинги, на надпревари. Знам, се сеќаме на година, дали тоа беше 68-69 можда, Сашо отиде на во некаква посета кај некои пријатели во Швајцарија, во Венген. Беше 15 дена таму. И тоа толку многу го напредна неговото скијање, да кога се врати, донесе некакви техники кои што ние само на телевизија во тоа време понекогаш ги видевме. Тоа беше конкретно техниката за користење на горната скија во христијанија. Сакам да кажем, беше напреден, беше еден извонреден такмичар. Мислам, секогаш имаше и идеи, беше еден извонреден надпреварувач, спортиста, кој што наоѓаше начин како да се направи, да се победи, секогаш можеше да се победи. Никако нема мислење нешто друго, нема откажување, мора да се оди напред. Тако беше Сашо. Него има еден друг момент. Да. Кога се откажав, Панче Пандилов, кој работеше за инвалиди ова, кажи го, Таде у Совка на Македонија. У Совка на Македонија, овој центар, овој Даре Джамбаски. И он со татко ми исто генерација знае. Дај ми, вика, кажи му на Сашо да тој, вика, има првенство, има, ја не сум знаел нешто. Добро, ајде, ме натера. И викам, ја не се осеќам инвалид, викам, што су инвалиди се, разбираш. Ако има да виш, и стварно отидовме на државно првенство. А јас сам со него, и словенците не знам ништо. Ја немам статус за број, за влечење, за ова, оно, у задните редови, разбираш. Тоа се случи после и на светското првенство, ќе ти кажам. И кога, 6 медали ги лапнава, подалеа словенците. Кој е овај са, одакle изашо? Разбираш? А ти ги победи во сите, слалом, велеслалом, спуст. Не, на државно немаше спуст. Само слалом и велеслалом на државо, да. Двете ги земав први место и автоматски у комбинација, значи 3 златни и 3. Другиот пат кога беше квалификации из државно, исто за Олимпијадата. И овие, и ќе идеме сега, словенецот вика, сви има још да се такмичите, само Саша е сигуран за светско првенство, разбираш? Никој не е други сигуран. Светско првенство за инвалидизирани лица во Куршевел, 73-та година. 73-та година. И отидов ја до Љубљано, Љубљано ми пречека, убаво, со коли после, под Мон Блан таму кај се иде, и стигаме у Куршевел и неколку дена има припреми, тоа е нормално, и после почињат првенство, слалом. И тука ми е... Ови од алпските земји никој не те знае, они меѓу себе ги бараат фаворитите. Бројот ми е па на крај ми е, немам педигреја за таму. И па ми е на крај ми е, вие више се радуат таму кој тепал, што тепал. Па тека во Оштетена веќе. Оштетена ваму таму. И кога бам, и кога ми дава, вика, прво место, вика, у двете возења, Сашо Панов, ја одма писма дома, ме дигаат словенци, правиме паради таму, и нив им се дигна реномето покрај мене, разбираш, више сосем друг ще се гледа на Југославија, на репрезентација. А тие ривалите се чудат кој е овој да издикна. Да, па дојде после велеслаломот, втори бев, и успушне на 5-6, али укупно, во алпска комбинација прво. Имаше ватромет, тоа знаеш како ти е свет. Имаше од Канада, Америка, не знам, Аргентина, Бразилија, тука има од стартните листи и баш се гледа мојот број на крај таму. И тоа беше едно велико лепно доживување, стварно. Али се случи нешто друго после тоа што мене многу не изнервира и се откажав за Олимпијадата нарочито.
идеме на Олимпијада, тоа е у Шведска, од Штоколм се 700 км планините. Таму више, кога летавме со авион, чидеш на тоа, како се вика, светлото горе, поларна светлост, и одеднаш планираш доле, спушташ и викаш кај доаѓа. Кај доаѓа. И ама сега, дека од Штоколм го сменивме авионот, не од тие големите. Тие се авиони путнички, како такси кај нив, разбираш? Да, што идат за тие северните. За тие, бам, ќе се спусти, ќе земе путници. Кај нив нема више превоз, негови се гои, се со авион. И од тога ја патив страв голем со авион и више, само што се вратив и више од тога во авион не седнав. Ама таму имаше и незгода некоја, на тоа првенство беше ли како? И што сакав да кажам? Ќе снимем после тоа. За инвалидите мора да имат протеза, нели овој атлетичаров кажи го. Писториус. Инвалидот со протезата доаѓа негде се движи према нормалните луѓе, разбираш, да му помогне нешто. И не, овие швајцарците, австралија, не, тие што не сме со протеза, дека они не правеле, разбираш, викам, ќе ви дам патентот, земите го, како може без протеза? Не, ќе се дисквалификувам, И овие ми наредија, словенците мора да попуштат, и попуштат, викам, мора да ќе те дисквалификувам. И ја држев протезата на стартот, и они мислеа ќе идам со неде, ја фатив, ја фрлив, дал сум опсто, не битно, и кога запутив надоле, не знам, има таму некој пласман су добил, ама кога акнав у цилјот, после цилјот у тоа, у тарабите, у градот, публиката, ја скршив ногата. И после таму седев 15-20 дена, ме шетаа да гледав тоа такмичењето. А првенството го гледаше заедно со кралот Густав. У ложата таму, баш на завршението. Во вип ложа. Имаше таму стадиони кај што беа инвалиди, и други имаше и тркање со слепи, со инвалиди со ова, па имаше она хокеј со колички. Разни многу овој варијанти. После тоа се дека нашата категорија е најака за скијање. Ние сме ипак здрави ноги, знаеш? Да. И тука е борбата, од нашата категорија мора првак да е, тоа се знае, тоа се и најаките скијари. Така да, и од тога се откажа више, не осидам више и така. Скијањето толку, сега се сеќавам тоа. Моментов, извини. Да. Сега сакам ово да искористам, оваа година дојдов у Славеј и многу ме примија тие мајсторите, таму тој Драган, не е битно, и ми направивме по стариот модел, мојот што протеза да го избева, тој имаше механички некои функции, протеза која е многу убава и јас сум им захвален, сега баш сега дојдов од Шапка, возев таму и многу убаво. Го абсолвиравме скијањето, кажавме за титулите во Југославија, за светското првенство. Тогаш, во вториот дел од 50-тите години, сите дискутиравме за тебе, ти беше централна спортска личност во Македонија покрај Лазо Милошевски, Александар Кулевски и Љубиша Трбоевич. Вие бевте главните марки, би рекол, спортски, Нада Ицева. И посебно што не импресионираше тогаш беше она твоја вице-шампионска титула во тенис на Европското првенство за пионери. Тоа е огромна работа. Сега од оваа дистанца кога се фрла поглед на тој период, тоа излегува една страшна работа, еден извореден резултат. Па кажи ли нешто повеќе за тоа? Па тоа почна од државното првенство и тие загребчаните, тоа беа тие најаки, Штолцер, Славиче, а Шпеар беше од Суботица, најаки. Они беа у постари, тие до постари пионери или јуниори, и ние бевме у помлади јуниори или пионери. И така да Шпеар победи на Европското првенство за таму беше и Апостолов нашиот, у таа група. Васе Апостолов, разбираш? Он изгуби, мислам, од полјакот купате, четвртфинали, не знам. А ја со овие
дојдов до финале. У финале... Со помладите со помладите, пионери, да. практично. Да. И кога дојдов во финале, Штолцер многу јак за мене беше кондиционо, више не може, а и плюс имаше добар сервис. Ја уште со сервисот не бев тој млад беха. И нормално ме победи поштено. И така да тој успех, после почнавме, нормално кога си пионер, се заинтересира у Југославија, не примија у репрезентацијата. И ја продолжив дале со јуниорска конкуренција. У јуниорска на државно првенство играм у полуфинале, 2 пати у полуфинале на јуниорско државно. Значи меѓу четворица. Меѓу четворица. Али еднаш изгубив овде у Скопје, се памети таа утакмица. Ја играм до полуфинале 4 кола, Славичек го пратиле, доаѓа од некој турнир, директно полуфинал. И нашиот, тоа се скречуе, разбираш, тоа чиста работа, че го нема, 3 кола го нема, го 3 кола одиграни, доаѓаше, зашто аз бил, име бил. Име бил таму. И не бе викам како тоа. Ама наши као наши, знаеш, побужда, стално се подлежни на тие. Ама Сашо, компромиси. И да видиш што се случијата. Публика чекаше полуфинале, можда 2000 души. А мене ракетот ми беше дома. На централниот терен на југ. На југ, вамо, да, од оваа страна беше. И абе Сашо, дај, и јас отидов дома со точно близко со тука, нели, еврезел. Се земав опремата, дека имав ми шкафови, ама ја тоа сакав дома нешто го поправ ракетот или ваму таму жиците. И доаѓам, кога кругот нареден, Билбил судија, Ганџо исто судија, не знам кој таму. Народ, собран. Народ преко градите, доле од озади, на тоа, као арена, разбираш, тоа не е, кога почнавме, абе навивање, ова. И на крај ја водам 1-0 у сетови, разбираш? И он 1-1. Трети сет беше сонце, пржи тоа играме можда 2 сата и кусур. Ја водам 5-3, разбираш? И 30-15. Имаш. И Значи уште ама слушај, ама гледај сега. И удирам ја и топката низ дупка влага, не влага свиња што се вика преку мрежа. Да. Ама Ганчо и овој се добра, разбираш, две меслопки ја треба да имам, разбираш? И ја реков, не бе, срубе, се срусе, вика тоа. Не, ја мислам дека коре, да ќе втепам, разбираш? Ама не и тоа ми излетали тоа, ама не можам. И го признам. Спортски. Спортски, да. И после, кога заврши ми степа, кога почнава ме пи, викам, Што направи? Добро направи, што му даде, ама видно, тоа сака. Али, вика, вие што направите, што го пуштивте ние сме организатори. Од авион на терен го донесов. У полуфинале, јас сум играл, зашто значи 3 кола да играш, тоа е снага, па у дубол игравме со Минчек, у финале влеговме, игравме дубол јуниорски финале со Шпеар и Надали. Надал, не Надал, бе. Надари. И после у Сплит на јуниорско полуфинале изгубив од Минчек, тие беа више Франуловиќ Минчек. Ја Франуловиќ го тепав 2 пати до тоа. И они најаки беа после у репрезентација, а за трето место после играв со првакот на Словенија, Водеп се викаше. И него го тепав и имам трето место и влегов у репрезентација јуниорска, ама пошто овие беа појаки, игра за Сан Ремо, игра у репрезентација они. Ја бев ко резерва, разбираш? И така, али ме носе ко бе битно.